Пожарот кој што пред неколку дена изби на територијата на Прилепско Мариово, во текот на вчерашниот ден ескалираше, во одреден момент линијата на огнот беше подолга од 20 километри. Од тие причини, вчера попладне и вчера вечер заседаваше кризниот штаб на општина Прилеп. На седницата присуствував и јас, при што договоривме повеќе мерки и активности за денешниот ден. Пожарот се одвива во аторот на селата Бонче, Крушевица, Пештани, Дуње и Кален. Рано наутро на местото на пожарот пристигнаа 25 полициски тигри, 70 припадници на македонската армија, 40 вработени во национални шуми, како и повеќе од 60 пожарникари. При тоа пожарникари имаме од Прилеп, од Битола, Охрид, Ресен, Новаци, Могила, Кавадарци, Кочани, Радови, Штип, Свети Николе и Струмица. Концентрираме поголем број на луѓе, повеќе од 195 професионалци, значи професионални пожарникари, припадници на армијата, припадници на полицијата, вработени во национални шуми се овде во реонот на овие села, односно во аторот на овие села. За жал, поради намалената видливост, а може би се забележува зад мене, густиот чад, употребата на хеликоптер не е возможна. Хеликоптерот слета во близина на овие села и чека подобрување на условите за да започне со дејство. Воедно и тракторот на ДЗС кој што треба да полета во 10 часот, доколку не се подобрени условите, нема да има услови за дејство. За жал, не само овој пожар, на територијата на државата во текот на вчерашниот ден имавме поголем број на пожари, и тоа вкупно 27 пожари во текот на вчерашниот ден. Од нив 4 се активни, 2 се ставени под контрола, а 21 се целосно изгаснати. Покрај овој пожар на територијата на Прилепско Мариово и околината, активен и пожарот во општина Чашка на планината Мукос во аторот на село Степанци, кој што исто е активен во село Оморани и местноста наречена Кадијица и село Ораовдол. Исто така имам активен пожар на територијата на општина Чучер Сандево, кај селото Тонушевци, кај местноста Рамно. И четвртиот пожар е пожарот на територијата на општина Долнини, кај село Десово, каде што гори сува трева и мешана шума. Затоа ја користам оваа прилика да упатам уште еден апел до македонските граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи за жал сезоната на пожари е далеко од завршена. Пожарите ќе продолжат доколку не паднат силни дождови се до ноември. Затоа апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, а доколку забележат сомнително поведение на некој кој што се обидува да подметне пожар или веќе подметнал пожар, истото да го пријават на бројот 112 или во најблиската полициска станица или на било кој пријател кој што информацијата ќе ја пренесе на вистинското место.